Наградениот краток роман за деца "Не паркирај гаража" од Трајче Кацаров денеска беше промовиран пред струмичката публика. Најмладите читатели ги слушаа палавштините и авантурите на децата од Чушкоград, а приказната се движи од недоразбирање помеѓу децата и возрастните, па завршува со помирување. И тоа на равниште на урбаниот градски живот, кој го живеат децата со нивните малски игри. За волја на вистината, децата денес се помалку може да се видат на улица како играат некоја малска игра. Се повеќе се преокупирани со своите мобилни телефони, компјутери и слично. Меѓутоа, во едно не така давнешно детство, малските игри беа нешто што можеше буквално да се види на секоја улица. На тоа урбано равниште Трајче Кацаров го поставува и она битово, или да го наречем национално равниште. Неговите ликови сите имаат во своето име на некоја пиперка, односно како што ние викаме во Струмица Чушка. Таткото Стојан Бабура, мајката Елена Чушка Везена, значи сите негови ликови го имаат тоа име на една земјоделска култура која што е особено карактеристична за македонското подлеби. И покрај тоа на едно трето равниште тој го воведува и светот на сказната. Еден од ликовите во оваа книга е еден змеј, Огненко, кој што живее во една пештера надвор од градот. И токму оригиналноста и посебноста на оваа книга е во тоа што Трајче тие три равништа, равништето на сказната, на урбаното и тој национален фон ги преплетува. Писателот Киро Донев бил во жири комисијата за доделување на наградата за деца Ванчо Николевски во Друштвото на писателите на Македонија. Тој вели дека го освоила уникатната приказна и тоа била една од причините да се одлучат токму овој роман да ја добие престижната награда. Дека оваа книга секој може да доживее на свој начин, особено децата. Тоа е еден сосема нов вид на литература, барем за мене, кој го открива на вас, најмлади деца, ви открива една нова планета со сите тие топоними до сега што се употребувани. Мене дори ми е криво кога, ево јас тук сум роден во нивите на пиперките, не ми текнало да напишам ете таква книга, или со такви имиња, со таква содржина, која што на вистина е интересна, не само тоа што е интересна за вас, она што е најдобро што Трајче не само што ви се приближува на вас децата, симнувајќи се на вас, но туку тоа брише границата меѓу вас и возрастите, бидејќи таа книга е добра и за возрастите. Авторот Кацаров со присутните сподели сеќавање од своето детство, а откри дека романот има автобиографски моменти. Има нешто тука во човекот што од своето раѓање кој што го наведува да тргне по тој пат. И покрај тоа што ќе рече тој и постарите, тоа е неконјунктурна дејност или дејност од која што може малку да се слабо да се живее, да се екзистира, ама еве се тргнал натаму. Како дете, да ви кажам, на ваша возраст, ќе ме грабнеше татка ми, ќе ми исчешла косата, а јас само што ќе излезев надвор од портата, ќе ја разрушаве вака. Што значи тоа? Една прва, како се вика, реакција на одредени васпитни мерки за одредена норма како некој треба да изгледа така. Второто што го правеше мојот татко, не ме пушташе да излегувам надвор од дворот. Каде бе ќе одеш, вика, надвор на улицата и вика опасно, може кола да те згази, може нешто да ти се случи, ќе седиш дома. И додека сите деца си играа пред гаражата на Горчо Астријата и додека сите деца бегаа од старата баба која што сакаше да им избуши топката, јас седев дома, бидејќи татко ми не дозволуваше да си играм со тие деца, за да не ме поведат по лош пат. И кога останував сам дома, затворен, што правев? Ја почнав да фантазирам. Писателот Трајче Кацаров има објавено 40 на книги поезија, проза, романи, есеи, драми, пиеси и поезија за деца.